Еве точно во 15 часот или недела во 3, како што се договоривме минатиот пат, ние влегуваме во вашите телевизори, во вашите компјутери, во вашите домови и верувам дека следните 90 минути ќе бидеме поврзани и ќе добиете и вие можност, можеби да ни се вклучите телефонски па да ни кажете збор 2 како размислувате за денешнава тема. Не поздравија звучно, тонски со звукот на убавата гитара Джулија Кустик, дуото кое што редовно ќе ни прави друштво во сите наши неделни изданија во живо на Еден ТВ, а моите гости ќе ви ги представам откако ќе ви кажам збор 2 за темата која што ви ја одбрав за денеска. Една стара народна вели дека не дека, туку да му умре на комшијата магарето, па таа се развива понатаму и понатаму, не магарето, ами да му умре и козата, што значи дека нашиот народ од многу одамна не можел да го поднесе туѓиот успех, туѓата среќа или било што добро му оди на некој друг или на некој трет. Па затоа денеска решивме да проговориме малку повеќе за тоа кој стои зад успешните луѓе. Дали некој мора да биде позади нив за да бидат тие успешни? Зошто успехот на една жена, речиси секогаш, му се припишува на незиниот сопруг, на незиниот татко, на незиниот љубовник или на некој X фактор и ред други работи поврзани со тоа зошто ние обично не ги сакаме успешните луѓе и зошто ни е тешко да им го признаеме нивниот успех. Додека да ви ги најавам моите денешни и ваши се разбира гости, одиме со музичка номера и Джулија Кустик. Бидете на Еден ТВ. Forever and ever and ever and ever.
don't leave me locked in your heart. Set me free. Feel the need. Stay forever and ever and ever and ever. Браво! Прекрасен почеток на денешното неделно издание. Време кога вообичаено сме сите дома или сме сите со некои блиски луѓе или сакаме да се изрелаксираме, бидејќи недела по природа е таков ден. Одбравме супер тема, а време и да ви ги представам и да ги поздравам моите и ваши денешни гости. Од мојата десна страна професор доктор Јана Манева-Чупоска, господинот Трифун Костовски, добре ни дојдовте. Стави во друштво со две прекрасни дами и мијата, со јаболка и круши за уметнички души, проектот кој што толку тазе и толку се уште импресии има позади нас. А се разбира и да искористам момент да честитаме наградата и големото признание кое што господинот Трифун Костовски го доби пред неколку недели, мисля че ни беше така 28 ноември, ако не се лажам, за прв пат на нашиве простори се организираше манифестација во организација на Friday МК, се бираше Маш на годината и тоа беа во 10 категории номинирани сите наградени. Еден од оние кои што ја доби една од најпрестижните, би рекла, награди и признанија е господинот Трифун Костовски, добри награда за трајни вредности, така нели? Точно така. И за мене тоа е најпрестижна. Верувам дека е многу престижна, но воедно и многу одговорна. Трајните вредности ни даваат нешто многу одговорно, така? Тоа е поттик повеќе да продолжиме на тој пат на кој што сме тргнали. Браво. Секоја чест, нека има уште многу признанија и тоа секако некој да го воочи и да го соодветно да го награди, бидејќи ние сите сакаме да бидеме успешни, но сакаме и некој да ни го признае нашиот успех. Токму е затоа и темата. Видете, можеби во мојот живот сум добил многу награди, меѓутоа оваа награда навистина многу ми значи. Верувам. Ми значи бидејќи буквално мојот сограѓанин Деле Македонец Албанец било што го препознал сето тоа што многу одамна надвор во другите земји, тоа го виделе во мене. Значи, неизвестен начин еволуираме малце. Така е, браво. Тешки сме на признанија, така да честитки. Да, тешки сме малце на признанија. Денеска на овие наши простори, верувам и не е поразлично и во светот. Се ќе ти простат, ми се чини денеска. Ќе ти простат понекогаш можеби и да излажеш, и да украдеш, и да направиш некој зулум и слични работи, но да си многу успешен. Говорите со јазикот на политичарите, амнестија? Не, воопшто не сакам да зборувам со начинот на јазикот на политичарите, бидејќи никогаш не ми била блиска политиката, но воопшто народот како таков. Тешко ни е да го признае тугиот успех, нели Јана? Во фолклорна смисла, може да кажам. Да. Па јас сметам дека прво благодарам што ме сметате за успешна. Драго ми е што сум во друштво со успешни мажи, уметници, пред се би рекла. Успехот за мене, да пробам да го дефинирам, сушност не е тоа што сте направиле и не е тоа што сте на некаква позиција. Успехот за мене представува тоа што све сте морале да поминете како препреки и премежи да стигнете до успехот. Сметам дека тоа е најважното да се, затоа што сите говориме дека воопшто не е лесно, дека тоа е резултат на напорна работа, но тој пат, конкретно за мене, јас пред се сум уметник, дизајнер, започнав како асистент на Европскиот универзитет, подоцна бев професор, доцент, сега сум редовен професор, бев декан 7 години на факултетот за арт и дизајн, сега сум ректор на Европскиот универзитет, што значи дека секако некој ми дал поддршка тоа да го направам, но воопшто не било лесно. Значи, за сето тоа, повторно велам дека е успехот во тоа да ги поминете сите оние препреки кои што реално стојат. Ја припишувал ли некој твојата успешна нагорна линија? Ја припишувал ли некој на тоа дека си ти ќерка на големиот академски сликар Коле Манев?
Па, тоа редовно се случува, но морам ја да кажам дека ми е драго. Од кој аспект? Прво, да имате таков татко, јас лично се гордеам, господинот Трифон Костовски, меѓу другото и со татко ми е личен пријател, но независно од тоа, мојот успех сум го создала комплетно сама. Мојот татко е доволно мудар да ме воспитал во една насока да сама се стекнам со своите успеси. Воопшто, баш напротив, значи, можеби сум била повеќе ставена во ситуација да тоа било препишување воопшто нереално, но повторно велам дека сум воспитана, самата јас да си ги создадам условите, а не да бидам врз грбот на родителот или некој кој што смета дека тоа ете така е добиена таа функција заради тоа што сум керка на некого. Мислам дека тоа во мојот случај воопшто не е така. Така. Мијата, каков беше твојот пат до успехот и колку ти се занимаваш истовремено паралелно со две професии и би рекла одлично го правиш тоа, се носиш и со едното и со другото и правиш нешто на еден многу поинаков начин од сите останати. Прво да ви кажам дека сум многу исто така благодарна и ми е голем комплимент што сум во ова друштво. Особено што со господинот Коле Манев соработував, односно добив право на извадоци од неговиот документарец за видеото Постојам. Ете, тоа не го знаев, ама. И лично се сретнав со него и добив книги и подршка и беше одушевен што ете, јас иако имам потекло долнодупени, иако не сум директно со Егејска Македонија поврзана крвно, затоа што токму во селото Долнодупени ги отворија портите на селото за прибежиште и во време кога беше тогаш ветото во Букурешт, кога ни го дадоа и така натака, беше инспирација за мене да ја направам таа песна, меѓутоа морав да имам подршка илустративна. И тука вашиот татко. Не знаев, драго ми е. Еве ви кажувам, значи како се сите нели патишта испреплетени, а ништо не е случајно и така да баш сум сега спичлес како што ве представи Суза, многу ми е драго. Драго. За успехот можам да кажам дека не е толку според мене што ќе постигнеш, туку од она што си го зацртал кога си бил во зародиш како млад човек, колку си успел да не си изгубиш себе си. Значи, колку си успел да не си скомпрометираш, затоа што ние сите се раѓаме со некаква звезда, со некаква мисија, и колку ќе останеме искрени на таа мисија, нели, беле слалом или така натака, а при тоа да не си изгубиме себе си, тоа е всушност успехот. Значи, ако јас сум одлучила, нели, да имам професија која што не е музичка, и музиката конкретно да биде нешто факултативно, меѓутоа при тоа не сум го изгубила тој дел целосно, затоа што сум родена како човек медиум кој што добива песни, кој што е кантавтор, кој што е пејач и не сум дозволила тоа да угине, него сум го направила форматирање во некаков облик да фати дел од мојот живот. Сметам дека тоа е некако успешен баланс, особено сега на оваа возраст, каде што имам веќе и сопруг, и две деца, и домакинство и сите тие работи, да. Мислам дека се сметам себе си искрено за успешна од сите тие аспекти. Значи себе си. Не затоа што можеби не сум се полакомила по некои многу поголеми цели, а би се изгубила себе си. Значи некако сум останала искрена на таа Наташа која што во 81 се родила и на речниците рекле ова дете ќе пее. И што останав да пеам, многу ми значи. А иначе многу има луѓе кои што верувам дека жалат што се изгубиле себе си на тој пат до успехот. Така да е многу... Господине Костовски. Ја да кажам прво да се заблагодарам што денеска Сузана овозможи меѓу вака во друштво при вака исполнети и успешни жени да бидам присутен. Кој е во областта на дизајнерството, кој е и постои едукаторскиот дел, кој е во полето музиката. Ја можам да кажам за себе дека ни животот помина многу премрежија. Премрежија во кој што постоеше некоја бивша држава, се распадна таа држава, се формираше нова држава, во кој што своите патишта ги отпочнав во една мината држава, кој што ако некој каже дека тоа било многу лошо, јас ќе кажам дека не е така, дека апсолутно
на луѓе кои што има амбиција да успеат, да работат, да се надпреваруваат во позитивните работи, апсолутно беше земја која што даваше можност, независно дали си ти политички лево ориентиран, односно тогаш се знаеш дека постоеше една партија или не. Меѓутоа, да не говориме за системи, да говориме за нешто што е трајно и вредно. Сметам дека успехот на човекот е преди се неговите први 5 години поминати во домаќинството, воспитувањето домашно што го носи со себе и во кој што во најдлабокиот дел од мозокот ќе остане како добро запаметена школа кај секој од нас. Потоа доаѓа едукативниот дел, односно образованието, и секако во тој образовен систем, меѓутоа, тоа не значи дека ако се образува за една професија, дека останатите работи од секојдневието треба да ги заборавиме. Или треба да бидеме, да не ни интересираат. Просто не сум економист, стопанственик, значи првенствено, меѓутоа музиката ми е многу блиска, спортот ми е многу близок, уметноста ми е многу блиска. Едноставно го чувствувам сето тоа како нешто дел од човекот во кој што така е побогат човекот, генерално. Не во материјална смисла, во духовна смисла станува побогат, повеќе осознаен за себе. И морам да кажам дека никој пат трчајќи го тој пат кон некои цели кои што во моментот се менуваа. Ако во една бивша Југославија за мене беше цел да испадам надвор како делегат, и тоа беше врв на една кариера, меѓутоа после тоа да знаете како одедна се отвараат тие нови видици, нови хоризонти во кои што би се возможува цел свет документна дланка. И сметам дека лично може многу повеќе да постигнем надвор. Меѓутоа, знаете, тоа се моменти кои што се одлучува во моментот сега и одма. Така. И бидејќи објективно, јас во бизнисот навлегов, односно влегов во моментот кога се рушеше еден цел источноевропски систем. Верувајте ми, тоа е една популација од понад пола милијарда луѓе. Не, сите не тангира, бидејќи Европа. И сето тоа нас, луѓето кои што се бавевме со таа професија од бивша Југославија, ни даде една прекрасна можност да можем да ги реализираме нашите амбиции, нашите цели. Сплет на среќни околности во еден неизвесен период. Така. Ајде да им дадеме ние можност и на гледачите да видиме како размислуваат тие околу успехот, дали успешните луѓе на вистина имаат многу пријатели или непријатели, како контрапункт на тоа. Значи, наскоро ќе ги видите телефонските броеви на кои што ќе можете во живо да се вклучите во денешната недела во 3. Воедно, додека го добиеме првиот гледач, јас сакам да се извинам дека гледачот кој што во минатото издание ни се вклучи од Кочани, ми се чини дека беше Ненад, има запишано или јас го добив погрешен телефонски одброј, така да не можеме да го искомуницираме за да му го доставиме подарокот. Ако не слуша или ако не гледа во моментов, нека се јави повторно во режија и нека остави негов точен број за да можеме да му го дистрибуираме подарокот кој го доби. Инаку подарокот се книги кои вие сакате да ги читате, книги кои вие секогаш ги барате, ги нарачувате и така натаму и така натаму. Овде имате исклучителна ексклузивна можност да ја добиете на подарок. Ние ве очекуваме, дискутираме околу успехот. Го имаме првиот гледач за денеска. Добар ден, повелете. Добар ден. Кој ни се јавува? Убав ден. Убав ден и на вас. Поздрав за сите вас, прекрасно за студиото. Благодарам. Како вие размислувате околу успехот? Тешко ли е да се биде денеска успешен и кој стои? Дали мора да стои некој позади успешните жени, мажи и така натаму? Да, тешко е во време да се биде успешен, но води онаа теза, позади секој успешен маж стои успешна жена. Таква е вашата теза. Позади секоја успешна жена стои жена. Неда Украден ќе рече во едно нејзино интервју дека позади секоја успешна жена стои барем еден промашен брак, најчесто својот. Има ли вистина во тоа? Има, да. Има, за жал.
Не мора да е тоа правило, но многу често се случува дека бракот и обврските во бракот страдаат поради нашата кариера и така натаму. Јас не ве прашав за вашето име, кој ни се јавува? Се јавува Гордана од Скопје. Гордана од Скопје. Господја Гордана, читате ли книги? Да, читам Одлично. книги. Да. Тогаш вас ќе ви го подарам Фејсбучарење, еден интересен роман кој што на еден многу специфичен начин ги критикува под наводници добрите и лошите страни на социјалните мрежи, тука проткајувајќи една интересна љубовна приказна која започнува со само еден лајк. Оставете ги вашите податоци и ќе се искомуницираме ние по завршувањето на емисијата за да се договориме како да си ја подигнете книгата. Дали имаме можеби уште некој? Јас за крај да ви ја честитам новата година. Многу успех. Благодарам исто и на вас. Што не се остварени да ви се остварат и се најубаво. Да се надеваме. Ви благодарам многу, пријатно. Дали можеби имаме уште некој гледач на линија? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Александра на телефон. Како си, Александра? Добро, како сте вие? Одлично. Сакам да ви пожелам секни празници и сум ви благодарна што ја започнавте оваа емисија баш неделата која беше мојот роден ден. Прекрасно. И што имаме еве вака место и време да се едуцираме еве и ние вака помладите. Јас сум студентка и поздрав до сите во студиото. Благодарам. Како водителка на етерот. Ви благодарам, Александра. Дали вие мислите дека позади секоја успешна жена мора некој да стои? Дали незиниот сопруг, дали незиниот татко или некој трет човек? Пред се јас би рекла дека треба да веруваш во себе, а сите тие дополнителни фактори, дали родителот, дали некој друг само допринесува за успехот да биде поголем. Так. Конкретно за мене, јас сум и благодарна на мојата мајка што секогаш верувала во мене и што сум тоа што сум. Одлично. Александра, и за тебе имам една книга. 5 минути беше роман кој што беше една од најмоите продавани книги за 2016 година. Книга која секоја девојка, жена треба да ја прочита затоа што е женска приказна. И ќе ти загатне многу прашања тука за размислување, но верувам дека и многу ќе ти помогне. Остави ги твоите податоци и ќе искомуницираме за да ти ја доставиме. Биди со нас секоја недела во 3. Поздрав, тоа беше Александра. Дали може би не очекува и некој друг гледач на линија? Не. Сега толку, ние се да враќаме. Добар ден. Имаме гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Кој на линија? Искрени честитки за твоето враќање на телевизиските екрани. Благодарам. Од се срце ти честитам што стартуваш со исклучително убава емисија. Твојата насмевка и твојот шарм, како и шармот и насмевките на твоите гости, на вистина се порака за сите гледачи. Ви благодарам многу. Посебно го поздравувам господинот Костовски заради тоа што вие сте меѓу првите што ќе му го честитате и неговиот роден ден во наредниве денови, не кажувам кога, од се срце заради тоа што тој и ти сте големи љубители на ликот и делото на Блаже Коневски. Ви благодарам многу. Ви благодарам многу. Јас знам кој е господинот Коневски од другата страна. Атанас Коневски, ве познав бидејќи уникатен глас, просто не можеме да не го препознаеме и толку ни ја разубавевте емисијата што ни се јавивте денеска, навистина ви благодарам и ние ќе се дружиме во студио во некоја следна тема, важи? Од се срце и јас сум подготвен за вашава емисија и за вашите слушатели да подарам одредени книги, затоа што тие книги ги красат вашите библиотеки, библиотеката на Сузан и библиотеката на господинот Трифун Костовски. Благодарам многу. Поздрав, искрени честитки, правовремено стартувате и навистина го бележувате крајот на оваа година, а уште повеќе почетокот на наредната. Благодарам. Се најубаво. Се најдобро. И за делото. Благодарам за вас, имам една мудрологија, тука се собрани бисерите на моето бисерче додека растеш и додека го откриваше светот. Знам дека многу ќе се забавувате, бидејќи и лично ја познавате. Ете, се исклучи господинот Коневски, а ние ќе го продолжиме разговорот, бидејќи не е фер моите гости навистина толку долго да не чекаат, а на гледачите не повторно ќе им дадеме можност да ни се вклучат. Јана,
Има ли вистина во тоа дека успешните, популарните, славните луѓе добиваат многу фанови, но паралелно со тоа добиваат и многу непријатели и хейтери? И зошто е тоа така? Па, јас лично сметам дека тоа е така заради нешто што се вика природна човекова слабост. Зошто ни е тешко? што- Зошто не боли тугиот успех толку многу? Јас мислам дека е некоја повторна моја дефиниција дека тоа е сепак резултат на луѓе кои што не направиле самостојно некои работи, некој им ги дал. Дали се тоа функции од државата, дали се Или тоа немаат можеби функции едноставно не го поминале тој пат самите да се здобијат со нешто, ако може да се каже успех. И не сметам дека е лошо ако се каже дека повторно во мојот случај ако вие велите дека сум успешна, секако дека поддршката од семејството е многу важна. Заради тоа што тоа подразбира, рековме, голем труд, голем труд подразбира една временска категорија, која што значи разбирање од семејството. Јас исто така имам сопруг, имам син Дамјан, кој што си бара внимание, но мислам дека со добра организација и со добра мисла, сето тоа може добро да се организира. Таквите условно непријатели, јас воопшто немам страф од никој, морам да признам, посебно во такви ситуации, заради тоа што велам дека јас и многу често велам, па ќе им дадеме шанса да бидат подобри, веројатно ќе сватат дека тоа нема потреба да го прават. Никој на никого не му смета. Сметам дека во овој простор на човеково живење за секој има простор да се ги истакне своите вредности и дека во фолклорна смисла повторно, ако некој, а имаме често така случаеви кои што тоа го прават, не е убаво да кажеме, тоа некако се враќа со таа енергија која што ако некој посегне по вас, Да. воопшто не се секирам дека некој друг тоа ќе го среди во најидеална хармонична смисла да со надеж да им се даде шанса дека тоа не е добро да се работи на таков начин. Да. Господин Костовски, сте го размислували ли ви ова прашање? Па видите, вака, јас секако тебе. Мислам, апсолутно човек не би бил нормален ако не размислува за такви нешта. Познат сум по лик и по дела во Република Македонија. Бев и на јавна функција како градоначалник на град Скопје. Бев исто така и во парламентот на Република Македонија, така да имам поминато ни за делови од мојот живот во политичкиот дел на функционирањето на оваа држава и сметам дека со моето влегување, иако никој пат не бев дел од ниедна политичка елита или партија, меѓутоа со моето влегување буквално како да направив непријатели од сите табори, посебно политички табори. Дали може би најмногу беа во периодот додека бевте градоначалник? Да ви кажам, верувате ми, денеска го нема покоен академик Томе Серафимовски, мој добар пријател. После 6 месеци јас додев во една ситуација да размислам од откажување. Нападнат од опозицијата, нападнат од позицијата, од нивните, уставно кажано, следбеници, односно, не би сакал друг збор да потребам, меѓутоа во кој што очекува дека со моето доаѓање како градоначалник дека мора се да потече метин леко Скопје, мора да биде видно. И тоа одма, во моментот. Тоа одма и сметам дека тоа беше една неблагодарна работа и денеска ги памтам зборовите на Томе Серафимовски. Само дигна прстот, Трифон, си се нафатил на орот. Ти истрпиш машки. И ми каже една мудрост далматинска, вика, ние се таки родија која свима угодија. И сватив дека навистина тоа е предизвик и тогаш навистина се зафатив за работа. И морам да кажам дека моето лично искуство од тој мандат како градоначалник на Македонија во на град Скопје, во Република Македонија, нека испада на еден градоначалник во кој што за 4 години од длабоко дебело минусно салдо да расчисти се, достави средства за отварање на новиот проект трамвај, кој што и ден денеска остана веќе 12 години после тоа како трамвај звани желба, а тоа е неопходно за Скопје. Меѓутоа, да се навратиме на основната работа. Искуството ме научи да размислувам што е тоа што луѓето ги тера да повеќе кај нив преовладува нешто
нешто ниско, нешто недостоинствено. Јас сето тоа го надоврзувам на две основни работи. Домашното воспитување и образованието. Не можам да сватам како нашава држава очекува да биде силна држава, ако секој поединец кој што е во рамки на реалното успешен, наместо него да правиме повеќе такви примероци, бидејќи со поголем број на успешни луѓе, ние дефинитивно ќе создадеме успешна приказна и за Република Македонија. И посреќна. И посреќна. Овдека едноставно тоа не врви. Сега ќе ви кажам еден пример. Нашиот сограѓани, дали е македонец, повеќе тоа важи за македонците. Последната корка да има, ќе ја сподели со вас. Меѓутоа, успехот и среќата, тоа му е тешко да ви го признаем. Тешко му е. Јас мислев дека повеќе боли запи и уво, ама успехот тук најмногу. Сузана, види вака, објективно не пред јавноста нема да кријам, бидејќи тоа е веќе минато време. Бев често пати ставам во конотација за можен кандидат за председател. Лично си направив анкета, сопствена анкета. И тоа на систем куќа и директна комуникација. Моите македонци најмалце ме сакаат. Моите македонци, во кои што секој пат кој ќе ги видам околу мене се насмеани, весели, што ме гледаат во нивно присуство, околу 92% беа купно кои не ме поднесуваат или не сакаат. И тога сватив, дигнав раце и реков: благодарам Господо. Не вреди. Не да не вреди. Мислам дека ја со своето искуство сметам дека може Добро, да и никому дадам со сила нова не држава. можеш да му Меѓутоа, да му дадеш, меѓутоа не граѓаните не го сакаат тоа. Апсолутно се согласен со Да. нив. И јас имам свој приватен живот, имам работи кои ми се многу битни и ги сакам. Семејството го сакам животот, ја сакам музиката, ја сакам културата. Ја и на овие години се уште спорт, мам да ти кажам. Паѓам, станувам, Се гледа по вас. колку ви кршам, така да... Али не се давам, едноставно. Што викаат американците, never give up. Точно. Сакам само да додадам во контекст на ова што кажа господинот Костовски. Се сложувам со првите две точки кои што тој ги направи, но може би е добро и да размислиме дека третата, јас би ја ставила прва, дека освен домашното воспитување и образованието се отсуство од духовни вредности. Тоа да не Тоа е дека сме нешто ние- кое што го зборувам во една генерална смисла, бидејќи таму апсолутно се е поставено онака како што на треба. совршен ред, Во да. време на демократија ние сметаме дека тоа е Само на нешто материјалното сосема сме друго. ние Така. свртени, едноставно не сме толку многу економски сиромашни колку што сме духовно сиромашни, нели ќе се сложите? Видете вака, денеска во Македонија, да, апсолутно сиромаштијата владе. Меѓутоа, сиромаштијата од аспект на едни модерни вредносни системи за стандарди, Да. што објективно сакаме да ги имаме. Така. Македонија никој пат не била гладна за храна и за преживување. Да, на оваа земја и на оваа почва никогаш не Према може да тоа, биде. има едно движење на стандардот во нагорна линија, па посебно во последните 50 години. Објективно, јако ќе се сетам на моето детство, првото радио ние го добивме 52 година, сум се радувал на таа кутија, како не знам што да сум добил. Првиот телевизор го видовме во црно-бела технологија, односно техника, во кој што повеќе гледавме снежни фигури отколку слика, меѓутоа исто така се радувавме. Јасно. На првиот Доживување. автомобил. Денеска погледнете, нема семејство кој што не да говориме радио, не да говориме еден-два телевизори, не да говориме едно-две аута, не погледнете во кујната, во целиот инфраструктурен дел кој што е внатрешен, дизајниран. Се ни е на копче, се ни е достапно. Према тоа, мораме ние да на одредени моменти да застанеме, да се свртиме, само да фрлиме еден поглед на назад. Кај сме биле, кај сме стигнале. Да. А дека дефинитивно мора да не биде иднината пред нас како водилја. И тоа се работи кои што апсолутно мора да биде присутни. Така е. Јата, доста
доста описно ни презентира и двајцата други гости дека тешко ни е, навистина ни е многу тешко да му го признаеме, да му го посебно да го наградиме тугиот успех. Еве за среќа има луѓе кои што следат па и знаат и умеат да испочитуваат и да наградат, како и ова големо признание кој што каже господинот Костовски дека му е едно од најдрагите што досега ги има добиено. Многу е болно ова што ќе го кажам, но мојата констатација е дека во Македонија во 99,9% успехот се признава и се наградува само постхумно. Да. Има ли вистина во ова? За жал да. За жал да. И како да се срамат луѓето на некој во очи да му кажат како да успешен си. Боли устата ако кажеш кој убав ќе умре збор. полесно им е да кажеш. Ќе умре готово, тогаш мети Тогаш е млеко и херојот, солзи да, и се. да. С него Така е. состојба и постови да пишуваме, и реферати, и говори, и се. Но додека е жив, боли устата да кажеш некој убав збор за човек. Особено еве во музиката. Се тепаш со радиостаници, во наводници, гребеш за медиумски внимание или за пласма на дело или било што си кажеш, ако умре, одма сите све ќе изнапишат и ќе пласираат, не дај Боже, да. Меѓутоа, мислам дека тоа не е само кај нас, можеби е секаде во светот. Едноставно треба човек самиот да знае колку вреди. И ако не го добие признанието во моментот, тоа да не му биде пресудно како ќе се чувствува. Пошто ти кога имаш само евалуација исправна, каде си со тоа што си сакал да постигнеш, и самодоверба да ти е на добро, здраво ниво, не може да ти изреметат надворишните фактори толку. Како се снаоѓаш ти во светот на мажите, бидејќи работиш на една многу одговорна? По мене ми се смее академик Томе Серафиловски што му рекол издржи машки, истрпи, па тоа е женска особина, истрпи, ја не знам мажите кога трпеле нешто, како и да е, меѓутоа, драго ми е што сте истрпеле машки. Предизвиците Се смеам. Ми е многу симпатично. Нова тема, пошто, идеја за пошто нова е тоа, тема, нели, во фолклорот, пак ќе кажеме, се провеива, нели, маж на годината истрпи машки, а всушност работите се, нели, многу поинаку. Меѓутоа, ние, жените, сме тука да ви го дадеме признанието, се што треба за вие да се чувствувате како што треба. И пак ќе се вратам на зависта. Значи, луѓето едноставно полесно им е да се завидливи, односно да направат самоевалуација. Кога се јавува чувството на завист, тоа се јавува кај секого. Значи, никој не е опериран од тоа. Меѓутоа, кога ќе ти се појави, нели, дали тригерувано од физички изглед на, да кажеме, припадничка на спротивниот пол или на истиот пол, или, например, успех на некој маж во нешто и, например, еве, лично кај мене се тригерува мисла и емоција на завист. Тоа е само, за мене, лекција, јас да се направам интроспективно, да направам евалуација зошто тоа го буди чувството на завист. Зошто што сакам јас да постигнам што таа личност ја има, а јас ја немам, дај да поработам на себе си. Дали е поубава, помлада, позгодна, поуспешен, повеќе заработува, подобро пее или било кои различни низи, меѓутоа сум спремна, нели, да направам само евалуација. Сега кај нас не сакаат тоа да го прават и едноставно полесно ми е да хейтаат, него да седне да рече чека ова нешто се труди да направи. Полесно му да кажем глупости. Оди дома или било што во твојот или во нивниот успех ја гледа собствената немоќ. Нешто што не можел и никогаш не му паднало на памет дека ќе го постигне оно што вие сте го постигнале. Заради тоа е потребата да се хејта. И нема потреба да има немоќ. Тоа е мојата порака. Нема потреба да има немоќ. Секој човек може да застане и да каже дај јас да пробам тоа што ми се свиѓа, тоа што ми буди завист. Да. Зошто не би ми бил мене некој од нив инспирација, да ме поттикне јас да станам барем четврт од нивниот успех, нели? И може ќе се изненади човекот дека ќе стане многу повеќе ако се насочи. Меѓутоа ние пак ќе кажеме, нели, исто ми се пробуди мисла во врска со поддршката.
Демек, дали имаш поддршка од ова, дали имаш поддршка од ова, кој стои позади тебе? Обично човек, кога верува во себе, доволно е никој да не му стои на стои на патот. двете нозе. Тоа е доволно. Иначе, може поддршка, меѓутоа, кој стои позади тебе? Битно е пред тебе да не Мене ми стојат. се инспирација тие што ми стојат на патот, па ако не се тие, како ќе ги поминам сите препреки, Тоа е успехот, повеќе него да сте на некоја Меѓутоа, нели позиција. да немаш пречки од типот на прво семејството, да, семејството ти ги поставува сите тие духовни вредности и првично Воспитувањето. воспитување, па ќе кажам образовниот систем е еднаков за сите, тој иницијален до 9 одделение, меѓутоа не излегуваат сите луѓе исти од тој. Меѓутоа, ако семејството препозна зашто си ти роден и тука ти ја даде поддршката, а не ти рече глупости сега ќе пееш сите кој се наранил од музика, ајде жити све у Македонија, запиши се на правен факултет, како што 80% случаи завршиле Или и економски. после или на пример не знам, што фудбал ќе играш глупости, ајде прибери се, молим те дома, еве ти некоја друга. Значи, тука е семејството клучно да ја изигра таа улога или на пример, не знам, јас потекнувам од семејство каде што двајцата завршиле природно математички факултет, татко ми бил физичар, професор, астрофизичар, доктор на науки и јас имаше еден момент во Никола Карев, прва година, сите петки, физика тројка. Професорката Гордана ми остави тројка, затоа што сум требала да имам четврка, меѓутоа Мијатовиќ, татко ти доаен на физиката, се бориш за пишлива четврка, еве ти тројка. И вака ние сите останавме цел клас, јас ја памтам сега како треба да донесам книжката дома. И доаѓам, отварам книжка, ваја солзи течат све. Викам, тато, јас сите петки, физика тројка. Нате. Па ја викам, ше 100 пати да се родам, не можам да пеам. А ти вика ќе ја попреиш 100%, вика сум сигурен, во петка. Исправно. Така да, значи, Многу таа исправно поддршка размислувам. ја што сум ја добила, значи он што препознал, вика, чекај, мене ми се родил певец дома. Физика ќе научиме, математика ќе научиме, па прито и сестрата глумица, значи од двајца природно математичари се раѓаат две деца кои што се уметнички надахнати, меѓутоа и двајцата родители мои носеле уметност, меѓутоа Во такви рамки. не ја реализирале затоа што можеби општествено стегите. Пак сплит на некои Да. околности не им дозволиле. И мислам дека Да. тука било тоа. длабока генетика која што Да. дефинитивно Да. го детерминира човекот. И, знаеш, они после рекле, можеби ние не се реализиравме, значи мајка ми месела кифли и пеела сопран дома, не можам да ви објаснам. И тоа останало нереализирано, останало во домот. И после си Чекайте сега рекла, да расчистиме. Дали по пеењето била позната или по кифлите, мајка? по многу работи. Малку За шала, жал, ќе ми не по простите. пеењето, јас Ќе ми еве и ден простите, денес малце шала. ја стимулирам да се запише на некој Јас спор. сакам и кифли и пеење, да се разбереме. И јас сакам, очигледно. Договорено пред сведоци. Сакам да ви кажам, во делот на академските науки, за жал, хуманистичките науки во овој период имаат голем пат надолу, што не е добро. Од друга страна, секој кој што чувствува во себе потреба за некаква уметност, се помалку сака тоа да го професионално, да речем, озваничат со академии и така натаму, затоа што секој смета ако ми се пее ќе пеам, ако ми се слика ќе сликам. Значи единствено во овие професии немаме бариера за кој што еве за ќе карикирам, вие не можете да бидете стоматолог ако јас утре пројавам интерес на некого да му поправам заби затоа што така јас сум одлучила денес и да најдам на ситуација дека вие ќе бидете еден од пациентите во кој што јас мојата желба ќе ја сакам да кажам единствено во уметноста Добра во овие аналогија, професии нема сериозна граница и за жал повторно велам хуманистичките науки и упишувањето на студентите на високообразовните институции бележи пат кај нас на овие простори, што е меѓу другото резултат на, па би рекла и овие вакви немојте што ќе бидете пејач, нема пари од тоа или уметник, така да уште се оставени тие Да. Наместо да му бидеш ветер во грбот, ти стигма едноставно си во му однос на камен тие на патот професии. на твоето дете, што е нешто навистина многу тажно и многу поразително. Ама голем ако греф. го помине тој камен, о, нема Оди сопри го. сопирачка. Оди сопри го. Мој почитувани даме, едно ќе кажам, дека нема поголемо богатство за секој родител од собствените деца. Материјалните работи се менливи и менливи. Меѓутоа семејството станува како најсериозна столпа, еве гледам и ти, и покрај сиот живот и животот кој што те погоди, пишува за собствената ќеркичка. Јас имам 3 деца.
Тоа се 3 хемисфери. Како карактери, како приод кон работа, меѓутоа, во една генерална црта, сите се добро воспитани, никој пат не се подвеле под незаконски или дејанија кои што може да ги однесат на крив пат, туку сите се денеска своји луѓе. Најголемо богатство за секој родител е кој ќе види дека створил човек. На ова општество дал човек. Коле Манев е прекрасен стикар, боемчина по душа. Меѓутоа, неговата черка е сосема друга бранша, сосема друго нешто кое што, затоа велам, генетиката е една нова наука која што тек ќе отвара многу работи за нас самите луѓе. Што носиме со себе? Она мислам, внатрешно редување, односно дизајнерство, што е многу суптилна работа и тоа е еден одраз на еден модерен начин на гледање на современиот свет. Коле Манев е сликар. Боем. Неziните родители, природно математичари, дефинитивно, во кој што физиката, математиката е основата на се. Меѓутоа, еве се појавува деца кои што немаат предиспозиции кон тоа. Према тоа, во таа различитост, дајте да гледаме убавината на животот. Во тоа е убавината. Ако сите бидеме направени исти, како Јана Калап на таткој, или како Ната Калап на таткој, или моите деца како мој Калапи, верувајте да ви кажам. Тука веќе ја губи човештвото, ја губи смислата и ја губи онаа можност за буквално развој. Кога говорам за моите 3 деца, 3 света, секој од свој аспект има своји амбиции и своји цели. Начинот и патиштата кои што они како доаѓаат до тие, секој е специфичен. И тоа го почитувам. Да, и само да се надополнам во овој дел, дека јас сум од браншата уметност, исто како и татко ми, сум комплетно различна сликарка од него. Да, тоа се забележува. Тоа е разликата. Да, нешто подоцна ќе погледнеме и ние по некоја фотографија околу се она што вие го правите. Предлагам да си направиме на кратка пауза, бидејќи на сите убаво ќе ни годи. На неколку дена сме до наредната 2019 година. Сите сме некако под некое влијание на новогодишните празници, на подарувањето, на овие весели елки украсени и така натаму. Сите помалку или повеќе размислуваме каде, кога, со кого да се видиме до крајот на годинава. Одиме со уште една музичка numera. Джулија, акустик сте спремни, така нели? Дарко и Јулени се секогаш расположени, звучите феноменално. Таков е фидбекот и од нашите гледачи, и нас овде ни сте навистина. Супер атмосфера, повелете.
Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, save tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow comes to take me away. I wish that I could stay, but you gotta get me home. And Lord, I wish I wasn't so safe tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, safe tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, safe tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, safe tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Одлично. Сузана, ќе ми дозволиш да честитам и на Наташа. Секако? Цело време и она ја пееше. Да, и јас ја слушав. Да. Браво. Ја не знам како не стана, Браво, да се прекрасна приклучи. песна, Едва прекрасна издржав. Ако ево да И се браво за изборот Да. на песни. Овде сме сите навистина со музиката едно. Ја на тебе нема да те бараме од тебе денеска да пееш, но ако ви дојде да си подпевнете, слободно кажете ми, можеме и вака од седење нешто Тоа да зашто не запееме. знаете како добро пеам. Не знам. Нема да пеам, ама повеќе да знаете дека одлично Ма пеам. може треба да не изненадиш. Да. Јана, ова е веќе Провокација. провокација. Чалендж. На место. Нема вели да пеам, ама да знаете. Но јас сега ќе побарам од Добро. режијата да ни ја продолжи емисијата уште некоја минута, ќе имаме Не, не, време не. и да навежбаме, па ти можеш во Тоа за после следниот рекламите, пат, после рекламите кога ќе можеш ме- и да отпееш. Кога ќе Да. ме поканиш, ќе се подготвам посериозно и ќе си го докажам од музички талент. Па да ви кажам, тоа е убавината наша овдека, што сепак поднебјето наше и воопште голем дел од популацијата во Македонија навистина има предиспозиција кон музиката. Негувањето на фолкот, она што е традиционално, тоа е убава работа, меѓутоа и пратењето на светските трендови во музиката исто така многу убаво. А човек кој ќе умее да си најде слободно време и да може да си запее, онда тоа му е една уште поголема релаксација на Колку често душичката. пеете, господин Костовски? Молам? Колку често пеете? Па да ви кажам, јас завршив факултет со песните на Том Джонс, Енглберт Емперли. Тоаш беа графитните плочи во кои што беа синглови, немаше онака Дигитални. Да. Седејка. И оние пластични грамофони ставија, пуштија. Green Grass of Home, што знам, Release Me, Delilah, тоа беа моментите кои што јас, вистина тоа се за мене врвните пеачи, кои што и ден денеска сакам да ги слушам, да ги гледам. Иначе пеам, да ви кажам, па мислам дека неделно еднаш-два пати пеам. Поредко во студио, меѓутоа повеќе во кафана меѓу пријатели. Така. Бидејќи 2 пати неделно се собираме со пријателите мои, после фудбал. Тоа ни е омилената дестинација една кај што има музика, жива музика, ако нема, ние си викаме жива музика. Ја оживувате. Ја оживуваме, иначе лигата ни се вика Диносауруси, скратено Диноси. Двојца Диноси ни пеат, кои што вкупно уште малци имаат околу 150 години, ама прекрасно пеат. Окој што пеат од времињата на Битлси, Ролинг Стоунси, што знам, Куинси, и понатака, дури одиме малце порано од времето на некои минати времења во бивша Македонија, односно СФР, која беа магнифико познати како една од најпрекрасните групи кои што Македонија издигла на тој план во кој што афирмирала мексиканската музика. Да, штета што никој не ги наследи онака сериозно. Па да ви кажам, ја имав можност да слушам помалата ќерка на Панче Невенка во Охрид оваа година и морам да ви кажам дека извонредно и лежи тој мелост на ист. Да, тоа е гений. Извонредно или ме, мислам ја, за мене поим за
за тој вокал, мексикански, женски вокал, тоа е Невенка е број 1. Да. Со незиниот алт, кој што е навистина прекрасен и во кој што го долува она чувство латиноамериканско, кој што Да. живеевме во Целиот тој тие време сензибилитет. и се уште ме возбудува и ме привлекува тој вид на музика. Да се навратиме на темата повторно врзана околу машко-женскиот успех и она како ние гледаме на нештата и како ние се носиме со тугиот успех или наспротивниот пол и какви се различности јас сум воочила. Можеби како единствен маж во друштвово, джентлмен, најлогично би било вас да ве прашам, но еве размислувајте и вас ке ве прашам за ова прашање. Би сакала, Наташа, Мијата, познавам многу жени кои што се успешни во својата кариера, кои што навистина многу голем прогрес личен направиле, покрај тоа што се успешни во својата професија, се успешни на секое поле, не им недостига ништо, ги знам и лично, но никогаш не успеале да се реализираат како мајки, како жени, токму заради тоа што имаат чувство дека мажите се плашат од успешни и супериорни жени. Затоа реков вас би ве прашала, но еве ќе ја прашам Наташа прво, па сите ќе ми одговорите на ова прашање. И точно заради тоа тие се осамени, тие се нереализирани и во второто полувреме од животот некако се што постигнале професионално им оди во надолна линија. Има ли вистина во тоа дека мажите релативно се плашат од жени кои што се самостојни, независни, своји? Има. Има, нели? Да. Јас едва најдов помаш од мене да се омажам. Да? Еве, искрено да ви кажам. Како го најде случајно? Случајно. После Идол, па Александар Блажевски всушност ни е линкот како жири. И јас само што испаднав од Идол, тоа беше 2005-та. Сосем случајно, значи Блажевски ме ангажираше во Прилеп да одам како гостинка на неговото караоке шоу. Златко, другар негов, доаѓа таму, ние се запознаваме и така натака, меѓутоа тоа е се секундарно, нели, понатака треба да те освои сите тие карактеристики кои што ги очекуваш да ги исполни. Вистина е дека мажите се плашат, меѓутоа ние жените треба бидеме мудри и да одглумиме. За жал. Како? Па да не се прикажеме со целата артилерија во првите 5 минути. Затоа што мора да сме свесни за таа машка карактеристика. Значи, тука е таа, нели, мудроста на жената. Прво... Ти да го престраши или не го престраши? Не, одглумив ја, па чим се омажив. Значи, сум одглумела многу успешно, нели? Се смеа. Мислам дека таа мудрост женска, нели, ние која што треба и природно да ја поседуваме, или можеби од мајка на девојче или од баба која што се пренесува, машката природа има потреба да доминира, жената треба да го остави, да гуве. Да одглуми во наводници, да глуми млада невеста, да гуве, значи тие се сите, нели, во фолклорот моменти кои што, нели, за мажот да се осети мажествен, треба жената да биде женствена. Ако жената е помаж од мажот дома, значи не е работата како што треба. Да. Ќе се загрози неговата мажественост. И сега мажите сакаат да имаат чувство дека они се провајдери во семејството. Он е во состојба да може да се грижи за женката и жената треба да го остави тоа чувство, да не му го уништи. Најголем проблем што мислам дека денешната модерна жена влегува, се оддалечува од фолклорното. Прекрасен збор, тој ми е хит на вечерта, фала ти. Е што си го мерат во наводници со мажот. Значи, не смее никогаш да постои надпревар помеѓу партнерите. Партнерството е тим. Teamwork. Ако ние не сме тука еден за друг, нели, затоа многу страда ако партнерите се во иста, да кажеме, бранша. Да. Треба многу да се духовно на високо ниво, за да нема тоа надпревар. Да. И суета, и, например, дури во врска, ако си гледаш дека тоа е почнува да се провејува, бегај. Затоа што тој утре, нели, партнер, ќе настрада, тој како црвец, ќе настрада врската заради тоа што во некои сегменти ти би била поуспешна или он би бил поуспешен. Ако не сватат партнерите дека они се тука еден за друг, пошто не сме ние, нели, во се моќни, во еден аспект барам јас поддршка од партнерот, во друг аспект бара тој поддршка од мене и така натака. Значи, ние сме тим и така се презентираме на светот.
А и многу имаше интересно едно, вика, како што те гледа жената дома, така те гледа и светот. Вика, ако ти го гледаш мажот као неспособен, како да му лепиш, вика, на челото и цел свет, така, вика, се однесва со него. Меѓутоа, ако си го негуваш и го издигнеш дома на нивото како што само ти можеш да го направиш, така ќе го гледа цел свет. Така да, во тоа е тајната на нашата, да кажам, женска енергија. Да, да. Господин Костевски? Ја, овдека, слушајќи Наташа, морам да кажам дека многу малце природот е така отворен и со незини перцепции за тоа како денеска современата таа заедница би требало да изгледа. Прво, не припаѓам на љубоморни мажи или во кој што мене е да ми смета успехот на жената или на мојот, да не кажам, колега. Апсолутно љубомората сметам дека кај мене сум успеал да донесам на ниво испод толеранција. Да убиете. Да убијам. Значи, сакам и денеска сум најсреќен кога кај мене ќе дадат млади успешни луѓе со сопствени идеи кои ќе размислуваат и го подигаат оној веќе малце, да не кажам, забравтан однос дека во Македонија ништо не се случува, напротив, се случува. Имаме многу млади талентирани луѓе кои што и не можам само една да сватам како може тој човек да биде за надвор добар, а за овдека да не биде добар. Тоа е единствената дилема. Меѓутоа, бракот е доброволна заедница. Колку подобро се познаваат брачните сопружници, толку подобро ќе се изнивелираат кој во кој дел од брачната заедница ќе го сноси по одредени прашања ќе има поголема или помала одговорност. Тоа е сепак договор. Дека, видите вака, суетата постои кај секој жив организам, човек. Дали маж или жена. Изневерена жена, колку ради изневери се случуваат ломови на бракови. Да не кажам, меѓутоа, велиме дека машкото мора да се осеќа како оној дека е главен. Не е точно. Не е точно, да ви кажам. Во мојот дом ја не сакам да сум главен. Бидејќи објективно, ali има поделба на работите во кои што треба да се почитуваат. Ако некој го бива за некои работи, тогаш тоа да. Меѓутоа, не по секоја цена. Иначе, апсолутно да ви кажам, јас сум, може би, најголемиот агитатор за промовирање на млади луѓе кои што со себе носат новини, дали од женскиот пол или од машкиот пол, мене ми е се едно, бидејќи објективно на сите вас, јас гледам како мои идни поколенија. Зошто? Од нормално најодноставна причина градиме општество. Општество кој треба да почива на вредности. Во сите сфери, од стопанството, од културата, од уметност, кој што сакаме да го достигнеме тој еден врв кој што денеска кон кој тежнееме. Не можеме да стигнеме до тој врв доколку не инвестираме во себе, да се доизградиме како луѓе, да се збогатиме со знаење, со вештини, со занаети. Тек тогаш можеме да успееме во таа работа. Према тоа, јас тоа ќе кажам, како примерок на маж кој што се осеќа суетен ради успехот на жената, овдека ќе молам, елиминирајте ме. Да изземеме од дискусијата. Но не ми одговоривте, дали имате чувство дека одредени мажи, не велам сите, се плашат од успешни и супериорни жени? Едноставно, има отпор кон таквите жени, колку и да е таа убава. Не сум видел многу такви. Не? Во моето функционирање не сум видел многу такви. Добро. И во моето најблиско обкружување. Не се плашат, едноставно дури денеска толку стануваат луѓето прагматични. Успешната жена може да му донесе на условно кажано на мажот и поголем бенефит во нивното семејство. Да. Видите вака, тоа се многу прагматични работи. Ако така работи. го воспитале од дома, зависи како сме сите скроени. Некогаш за нашите уверувања се виновни и оние што не воспитувале. Видите вака, во основа сите сакаме да бидеме мачоменови. Меѓутоа не можеме да бидеме. Да. Некој повеќе го бива за таа работа, некој помалку. Меѓутоа, зашто да не му го дозволиш тоа право да проба?
Да се опите. Ал не може да се опита во таа работа ако има стеги внатре во себе. Има предрасуди. Односно, во животот влегува со одредени предрасуди. Апсолутно не се согласувам дека мажот мора да биде столбот на семејството. Не се согласувам со таа работа. И јас не се согласувам. Јана? Мислам, затоа и те избрале денес да бидеш гостин, затоа што не се согласуваш со... Па јас мислам дека и природно е да говориме од некакво собствено искуство. Јас морам да признам дека ваква анализа во однос на спротивниот пол никогаш не сум правила. Од една проста причина, веројатно не сум имала потреба за такво нешто од два клучни аспекти. Првото е затоа што јас апсолутно знам кои се моите слабости, кои се моите вредности. Мислам дека бракот е сериозна институција во која што пред да се влезе во брак треба добро да се размисли. Мојот сопруг воопшто не го гледам ниту како ривал, ниту како некој кој што ми е љубоморен, баш напротив, јас повторно велам, веројатно сите говориме од сопствено искуство, апсолутно сме рамноправни во тоа што све што сакаме да правиме. Но тоа што е најдоброто и тоа што сакам кога веќе нели говориме од овој аспект дека јас имам голема поддршка. И тоа воопшто никогаш не сме дискутирале кој е главен во семејството. И јас апсолутно немам такви заклучоци дека позади или не знам јас ако сум успешна дека сопругот треба да се чувствува послаб, баш напротив, но тоа што сметам дека е многу важно, но тоа веројатно идеја за некој социолог да дојде како една академска дисциплина која што ги анализира овие општествени стратификации за уметност, култура и така натаму, значи кој што има апсолутно теории како тоа и зошто. Мислам дека ова е нешто кое што значи дека всушност треба да говориме за љубов. Ако е вистинска љубов, тогаш не може да постојат такви браници, да некој се плаши од сопствената жена или пак да и крои нешто кое што не е баш природно и не е баш нормално. Затоа што е таа поуспешна од тебе. Тоа е навистина многу неблагодарно и тука сакам да се надоврзам дека до сите оние кои што можеби се пронашле во сето ова мое кажување дека познавам и навистина тоа го признавам дека познавам такви жени и тоа не една повеќе кои се навистина многу успешни, прекрасни во секој поглед, интересни, своји, независни, но се сами. И кога Ја би сакал да дополнам овде како ја спомна повелете. љубовта. Љубовта е најголемиот двигател на севкупниот развој кај човекот. Не е само љубовта меѓу маж жена, а родител дете. Љубовта е најширокиот поим кој што буквално ги создава вредносните системи на она каде треба да одиме. Трајните вредности. Трајните вредности, така. Видите, јас имам голем дел од животот поминато надвор. Околу 20-25 години. Се вратил во Македонија. Не знам, чувството како камено дека треба да се врати од местото од кај што е откорнат. Корените. Корените. Да. Израснат, едуциран во овој регион, со сите своји навики, позитивни и негативни, тоа е мојата реалност. Ја не можам да бегам од мојот народ, каков е, таков е. Ќе го критикувам дека не е едуциран, дека не е наоружан доволно со љубов, да го свати. Љубовта не е само меѓу живиот свет. Љубовта е према природата. Да, не е само помеѓу партнерите. Према обичното камче кој што едно време сте го виделе на одредено место, ќе идете често пати на водно и на вас имате омилени места кои што се буквално само ваши, тоа ствара навика на една позитивна енергија. Видите, са баре кој ќе станеш, зависи со што се наоружуваш. Ако се наоружаш, леле, каков ми е денот. Ако провее мислата за љубовта севкупна, леле, денеска што убав ден ќе биде. Па магла ќе иде. Па магла ќе иде. Па што знам? Ќе идам кај со своји пријатели, ќе се собереме, ќе направиме една убава веселба или ќе муабетиме малце.
ќе дискутираме за нешто. Секој пат за луѓе кои што се наоружени за тоа, секој пат има простор и место како тоа да го Прекрасен совет за старт на секој ден, бидејќи добиваме секој ден еден нов живот, еден нов ден на располагање кој... Сузана на Сабале кој ќе испаднеш од дома. Првиот човек што ќе го сретнеш, насмеј му се и кажи му добар ден. Може тој 100.000 проблеми, нема ни да примети. Меѓутоа, после 10 чекори, чекај, ми се насмеа, му го отвараш тој ден и нему да му биде пријател. Да, многу убав совет. Ние одиме со рекламниот блок и се враќаме уште кратко на темата. Си до 16:30, не заборавајте, сме со вас. Повторно, во недела во 3, всушност во последната осмина од денешново издание. Сакаме да поздравиме гледачи кои што не чекаат на нашата телефонска линија за време на рекламите. Добив таква информација. Па да видиме дали сме се уште тука или може би се исклучивте. Добар ден во програма сте, кој ни се јавува? Може би гледачот ни се исклучени, како и да е, ние ве очекуваме. Телефонскиот број го гледате на долниот дел од екранот, ако не се гледа сега, ќе го видите за некоја секунда. Зборувавме за успешните луѓе, зошто имаат многу непријатели, зошто боли тугиот успех, зошто тешко се признава успехот на една жена и речиси секогаш мора да ја се припише на некој од спротивниот пол, затоа што таа како жена не може секогаш да биде заслужна за тој нејзин голем успех. Не проговоривме многу околу тоа како е за машката страна, но верувам дека во некое следно издание ќе го отвориме и тоа прашање кој стои позади секој успешен маж. Но, сепак слушам дека имаме некој гледач на линија. Добар ден во програма сте. Ало. Дали имаме можеби некој од оние стрпливи гледачи кои што не чекаа за време на рекламите, ајде да им дадеме предност. Добивате повторно книги на подарок од нас. Немаме сепак гледач на линија, но имаме желба нешто да си запееме вака пред самиот крај на денешнава. Можеш ли ти да ни се придружиш, бидејќи јас непотребно не те ставим во кругот на пеачите, но можеш и ти да се придружиш додека одеа рекламите. Мијата ми даде една супер идеја, дека можеме сите вака помалку да се потрудиме, откако ќе го чуеме гледачот, да го испееме срцето тетовирано. Може, нели? Добар ден, во програма сте, повелете. Сакам да се вклучам во емисијата. Во емисија сте, ве слушаме, повелете. И како ме слушате, не? Јас супер ве слушам, ве слушаат и сите останати. Ме слушате добро. Да. Кој ни се јавува? Прво да ви честитам. Благодарам. Јас ве слушам сега, јас ве слушам. Само намалете го, ве молам, звукот на телевизорот. За да не ме слушате дупло. Ете, одлично, така. Ама јас слушам друг човек. Тоа сум јас сама задоцнето, веројатно 2 пати ме има. Повелете, кажете ни, бидејќи времето ни тече. Ја сакам да ви кажам, сакам да се вклучам и да зборам со Сузи. Сузе е на телефон. На телефон. Сузи, вие сте на телефон. Јас сум на телефон и ве слушам и во студио и на телефон. Повелете. Ништо, сакам да ви честитам. Благодарам. Ако ме слушате. Да. Ако ме слушате добро, ова е прв пат да видам во нашите медиуми оваква емисија од ваков тип. Изворедно добро и многу сум ви захвален, затоа што тие очи во очи и тие контактни емисии посеа таква омраза во нашиот народ да немам зборови. Да. Многу ми значи вашата поддршка. Сакам да ви кажам 2 реченици околу психопрофилот на личноста. Јас сум некој човек кој напишал многу за тоа. Не сакам да се представувам. Значи, психопрофилот на една личност е процес, чедо мое. Тоа е процес кој трае со многу години. Не со 2, 3, 5, не со 50 години. Што значи тоа? Се раѓаме со една психофизичка обдареност која ни ја дава мајката природа. И на тоа сега следува сето тоа што не очекува во животот. Збореа многу добро вашите гости. Сега, јас од моја гледна точка ќе ви го кажам, бидејќи се бавам со проблематики и сум објавил многу на тоа. На таа психофизичка обдареност се доаѓа на прво место воспитанието. Тоа е родителот, фамилијата, дедо, баба, татко, мајка, школа, град, училиште и пред се држава. На сето тоа
вториот дел, кој го спомна многу добро господин Костовски, тоа е едукацијата. Тоа е резервоарот на знаења кој вие треба да го внесите во вас, да ја збогатите вашата личност, да матурирате, да созреете, да се наполните со многу знаење. И последниот дел од играта во матурацијата на личноста, знаете ли што е? Инкорпорација на социјални, морални, етички и духовни норми. Ќе ми дозволите, тогаш станува збор за зрела личност, која во себе ги има сите квалитети. Сега како она ќе го тоа спроведе во својата околина, тоа е друг дел од играта, во која влегуваат исто така многу други фактори. И уште една реченица. Македонскиот народ, за жал, сите вековија поминал многу премрежија и неговата интелектуална едукација е многу на ниско ниво, да не ми биде замерено. Да. Многу сум компетентен да го кажам тоа, бидејќи сум написал за тоа многу. Што значи тоа? Тоа значи дека не треба многу образование, треба многу работа во таа смисла, за да можеме да го подигнеме интелектуалниот квантум. Оти ние се раѓаме со когнитивна интелигенција на нашите нагони, а после тоа аквирираме во нас емоционална интелигенција, кој е главниот двигател на нашиот живот. И еден збор за љубовта. Многу добро кажа господин Костовски, кој го почитувам. Љубовта е креатор, носител на се што ние позитивно правиме во нашиот живот. Зошто го велам ова? Го велам затоа што љубовта не е тоа те сакам, ме сакаш, што е бизнис. Љубовта е давање. Давање. Што значи давање? Давање значи да го разберам соговорникот. Оти најголемиот проблем во нашето секојдневие, знаете ли кој е, деца мои? Тоа се вика, ние го викаме екологија на духот. Тоа се интерперсоналните односи. Како јас и вие се однесуваме, како ние разговараме, колку во тоа јас имам желба да простам, ајде не кажам сега, да не биде тоа актуелно во овој момент, нели, ама колку сум толерантен, колку сум флексибилен и колку сакам да го разберам својот соговорник. И завршувам со една реченица. Бегајте во животот од луѓе кои имаат хипертрофирано его, затоа што тие сеат две работи што е за жал секојдневие кај нас. Тоа е инает и суета. А таа раѓа омрза, злоба и раѓа параноја. Најопасниот дел во сегашната цивилизација е малигната нарцисоидност, од која страда цел свет, а посебно некои лидери. И тие го прават тоа. Јас Ви благодарам, професоре Чепреганов, ве познав, просто не можевме да не ве препознаеме, уникатен сте, единствен сте. Единствен, точно така. Единствен сте. И за вас ќе биде 5 минути потрага по добрината, токму за добрината и за љубовта зборувавте, но ние ќе се искомуницираме и ќе се договориме кога вие следно ќе ни гостувате во недела во 3 на 1 ТВ. Ајде да заокружиме овде со муабетот, бидејќи не ни останаа многу време за зборување со една песничка вака во жива, а подоцна ќе не поздрават и ќе не испратат да си одиме Џулија Акустик. Може, нели? Може. А која песна? Наташа Води. Да ве замолам. Една која што ми е многу омилена сега, Сузана. Ајде. Ако одам Битола. Прекрасно. Ние сме во Скопје, али тоа е толку прекрасна, толку, да не кажам, има дух во себе, на едно минат. Песна на песните. Вие наштимајте се, само да видиме гледачов не чека и одма одиме во Битола, ако треба и авионски. Добар ден, повелете. Добар ден, јас нема да требам 5 минути, ќе требам многу кратко. Добро. Прво многу се израдував вртејќи по далинското кога видов дека се случува нешто ново на нашиве телевизии, ама пријатно се изненадив, бидејќи одамна не достигаше една ваква емисија на нашиве телевизии, секоја чест.
Ви посакувам многу успешни емисии со успешни реализирани гости. Првава емисија ви е топ, избор на гости супер и навистина. И треба да имате гости кои што стану имаат постигнато нешто во животот и ќе бидат мотив за помладите и пример за нели како да постигнеме нешто во однос на темата. Дека туѓиот успех боли. Епа боли зашто сакаат со нели да не мешаме и политики и врски и све да се вработуваат. Ако некој со свој труд седне, сработи, направи идеја, реализира нешто, епа криво име, нека седнат и нека работат, нека заработуваат. Кој ни се јавува, кој ни се вклучи? Вашето име ве молам. Јас сум Јасмина. Јасмина, добивате едно фејсбучарење, еден прекрасен роман во кој сум сигурна дека ќе уживате и гледајте не секогаш во недела во 3, а и останете на 1 ТВ, се разбира и после емисијата. Да, едва чекам да слушнам сега музичката желба на господинот Костовски и едва чекам наредната недела пред Нова година повторно да ве видам. Јас ќе се потрудам да го оправдам целото ова ваше поддржување од другата страна, не само од нашата македонска публика, туку од секаде, ни целиот свет ни стигаат пораки, има време да дзирнам за време на рекламите и она што го добивам како фидбек од многу луѓе ширум светот, навистина не има многу и навистина направивме полн погодок благодарност на целиот менаџерски тим, редакцијски тим на 1 ТВ да ви направиме едно посебно и многу поинакво неделно попладне од сите останати на сите телевизии. Еве овде се преговара околу тоналитетот, околу сето она што се подразбира песна, спонтана песна, апанса во живо. Твојот тоналитет ќе се качи на стерц. Придружи се, немој сега ти да се извлекуваш да речеш имам работа нешто. Да подпевнуваш, те молам. Еве и Дарко ни се приклучи. Ама молска. Значи, ја кодам во Битола е темата за која ние преговараме. Демол или амол, тука сме. Може, одговара? Да, може. Ќе бараш. Држи ја само ти Три акорди ти се толку. Демол? Ако одам во Битола, ке прошетам по широк сокан, а на Белес чаршија кафе ке се напијам. Младост мило ке си споменам, а дене чаршија кафе ке се напијам. Младост мило ке си споменам. Еј, мој како да речам, за Солуна, за Стамбола, Битола не дава, не дава. Еј, мори моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, Битола не дава. Ова е за Суза специјално. Ова беше за Не Суза. си можел поубава да избереш, Благодарам секоја чест. многу. Да ми ја кажевте желбата пред да влеземе во студија, многу подобро ќе ја направевме, дури и Јуле ќе ни се приклучеше, дури и Јана ќе ни се Па приклучеше. сега спонтано ти ни рече Ама, на рекламите дека добро, сегаш да не. пееме. Од спонтано Видете нема вака, поубаво. ја мислам дека сосема вред беше, отпеавме сите од срце и Јана ни се придружи Така е. тука. Помалци, да. Нам сведок Исто ме така, слушна. да, те слушнав, Суза исто така пееш убаво, ја ме бадеше во високите Се потруди тонови, во рамките да. на тоналитетот. Да, бидејќи објективно малце високо го пативме, али многу го беше. Благодарам на вас Ти. за Даре ти гитарата. благодариме. Сега Нова година се наближува, децата добиваат пакетчиња, ме и ние возрастите си подаруваме понекогаш нешто. На Јана вчера и беше роден ден, вас ќе ви биде наскоро роден ден. На Наташа не знам, извини, не знам кога ти е роден ден, но еве јас ќе ви подарам по нешто. Вашето е сега, господине Повели. Костовски, Благодарам прво на многу. дамите да им подарам. Секако.
а ова е комплетот кој го одбрав за вас. Тоа е по нешто од моето творештво. Ке читате, па на следното видување ќе се преслушаме. Што сме прочитале? Немој да ме ставате, а ќе добиам и оценка? Не, јас не оценувам. Не, прво да ти кажам, Сузана, благодарам многу што бевме денеска. Јас бев гост, ја говорам во лично име, што бидејќи те познам многу одамна, можеби не лично, меѓутоа те пратам преку медиумите и во својот живот. Наистина, ти си една храбра жена, продолжи така. Благодарам. Многу ми значи, наистина многу ми е драго што и вие бесте дел од овај наш од ова наше живо неделно попладне, што исто така им го разубавевме. Сузана, има една работа, тоа ако по-опитен човек ќе ти го кажам. Животот победува. Секогаш. Секогаш. А животот по вокација е борба. Така. Борба за самите себе и за нашите поколенија. Да. И каков да е, и кога е немилосрден, убав е, нели? И вреди да се живее. Што ви србите велат, нели, сачулатас, така ли? Кисело, благо, солено, љуто, се е тоа животот. Така е. И во тоа е убавината. Така е. Јана, за крај? Јас исто благодарам за поканата што сум дел од овие почитувани гости од вашата втора емисија. Јас на вас и на вашата телевизија ви посакувам среќна нова година, но тоа што најмногу посакуваме да дотраете во македонскиот етер, бидејќи апсолутно сметам дека што повеќе телевизии, тоа е подобро за креирање на јавната свест во Македонија, така да апсолутно поддршка и драго ми е што прв пат сум во вашата телевизија и посакувам да сите се најдобро, па до следна прилика. Благодарам многу. Наташа, за крај? Сузе, иако ние бевме гости, главна инспирација на оваа емисија си ти, која што како феникс, значи, се собра од пепелта, дојде до тука каде што си и уште многу големи височини ќе постигнеш и се гордеам со тебе. Наискрено да ти кажам. Ти благодарам многу. Можеш едно така индискретно прашање, мада јавноста гледа. Може. Првиот наслов од подарената твоја книга Љубов и грев. Може да ми опишеш што е грев? Јас многу би сакала прво таа да ја читате книга и тогаш ќе разговараме. Таму е гревот еден многу специјален грев во таа книга. Добро. Така да многу би сакала, затоа ја ставив најгоре. Токму таа да ја прочитате прва и ќе седнеме, ќе испиеме едно убаво кафе и ќе продискутираме баш околу таа книга. Ви благодарам многу што ми го разубавевте денот, што им го разубавевме денот. Седмиот ден на многу наши гледачи во Македонија, ширум светот, знам дека сите бевме заедно, знам дека бевме поврзани, а за да биде денот уште поубав, Джулија Акустик се тука да не поздрават и да не испратат со уште една музичка numera. Останете на истата фреквенција, се гледаме повторно следната недела во предпоследниот ден од 2018. Довидување. Just want more and more freedom and love. What you living for? Want more and more. People just want more and more freedom and love. What you looking for? Freed from desire. Mind and senses purified, freed from desire. Mind and senses purified, freed from desire. Mind and senses purified, freed from desire. Strong beliefs. My love has got no faith, he's got a strong beliefs. My love has got no body, he's got a strong beliefs. My love has got no power, he's got a strong beliefs. More and more, people just want more and more freedom and love. What you looking for, and more, people
People just want more and more freedom and love. What you looking for? Freed from desire. Mind and senses purified, freed from desire. Mind and senses purified, freed from desire. Mind and senses purified, freed from desire. Just want more and more freedom and love. That's what you're looking for, want more and more. People just want more and more freedom and love. What you're looking for, freed from desire. Mind and senses purified, freed from desire.